Редовна средба на 14 урбани заедници со градоначалникот Јакимовски и раководителите на дел од секторите во локалната самоуправа. Тема на дискусија беше подготовките на општината за традиционалната соработка со градот Скопје и комуналните предпријатија, која треба да се реализира во следниот месец на територија на Карпош. Јакимовски беше информиран за проблемите и потребите на граѓаните, а беше направен план за континуирано и ефикасно реализирање на зацртаните работи. Колку за подсетување, општина Карпош е единствената локална самоуправа во Скопје која има урбани заедници, и тоа 14, со цел по ефикасна и побрза комуникација и соработка на граѓаните со локалната самоуправа. Граѓаните се секогаш на прво место, истакна Јакимовски на координативниот состанок. Општина Карпош е единствена општина која што има мрежа на секретари по урбаните заедници. Имаме 14 секретари во урбаните заедници. Тоа значи дека тие се грижат за целокупните проблеми на граѓаните по урбаните заедници. Ова беше координативен состанок во кој што ги нотираме сите проблеми што ги имаат граѓаните од аспект на хигиена, од аспект на зеленилото, од аспект на нефункционирање на фекална канализација, како и сите оние проблеми што се однесуваат на работата на јавните предпријатија, кои од прилика за 4 недели треба да дојдат на територија на општина Карпош и поголем дел од проблемите една цела работна седмица да санираат, во таа насока да се нотираат сите проблеми што ги имаме и околу хигиената, и околу зеленилото, и околу, да речеме, кастрање на дрвата, и околу функционирање на сливниците, нефункционирање на одредени шахти, таму каде што имаме течење на вода, има потреба од промена на вентили по парковите што се обврска на овие јавни предпријатија. За 20 на дена ќе почне требата да расте, значи да се доичистат сите парковски површини од лисија, да се ангажира малку повеќе паркови и зеленило. Она што беше наша задача, ние си ја завршивме, како и започнуваме акција за реконструкција на детските игралишта на територија на општина Карпош. Градоначалникот реагираше на инертниот и неодговорен однос на дел од градските предпријатија со кои општината има соработка, но за жал, наместо тие нам да ни помагаат, ние им помагаме ним, потенцираше тој. Јас можам да кажам дека овие јавни градски предпријатија од намера ние да им помогнеме нив, сега испаѓа дека ние сме главни, а они нам ни помагаат. Нешто подобро функционира паркови зеленило, не сме докрај задоволни, но многу лошо функционира комунална хигиена. Граѓаните на општина Карпош готово да не гледаат хигиеничар, односно чистач со помаранџест елек на кој што пишува КХС, комунална хигиена на град Скопје. Претежно гледат луѓе со зелени елеци, а тоа се вработени од општина Карпош, кои што хонорарно ги плаќаме, а граѓаните знаат дека тие издвојуваат своји средства во сметката за надомес за вода и за комунална хигиена, и дека хигиената во градот Скопје е обврска на јавното комунално предпријатие комунална хигиена, кое што очигледно не се врши работата онака како што треба. Најголем дел од овие работници се насочени кон централното градско подрачје. Ја за волја на вистината, граѓаните на центар не плаќаат повеќе поскапа цена за да им биде почисто, туку сите плаќаме иста цена. Во центар се подига повеќе пати неделно и сметот од контейнерите, за разлика од останатите општини, вклучувајќи општина Карпош, како хигиеничарите кои што готово ги нема, и затоа во повеќе наврати сме го предупредувале јавното предпријатие дека лошо се ја вршат работата, и ние одлучивме да ги преземеме сите оние делови што доаѓаат во внатрешноста на населбите, но булеварите ги оставивме на комунална хигиена и на паркови зеленило, и може да видат граѓаните дали се задоволни од хигиената по улица Партизанска, од хигиената по улица Теодосиј Гологанов, Октомвриска револуција, Московска и така натаму. И најчесто граѓаните прашањата ги опатуваат до локалната самоуправа. Мислам дека не е фер од наша страна да им кажуваме за тоа е надлежна комунална хигиена. Меѓутоа, еве, на ваков начин сакаме да ги информираме, секогаш ги повикуваме да си ја завршат својата работа. Остануваат две работи. Или ќе си ја работат работата како што треба, или да се договориме градот Скопје овие две јавни предпријатија, комунална хигиена и паркови зеленило, да се расформираат по општините, а тоа значи дека и дел од средствата што идат
што се избојуваат за комунална хигиена да се пренасочат на локалната самоуправа и тогаш градоначалниците да се бидат одговорни за хигиена во општините. Што се однесува до интервенциите на терен од страна на некои од компаниите и фирмите кои вршат прекопи и уништување на сообраќајната инфраструктура, Јакимовски порача дека нема да се толерираат вакви работи, бидејќи за изградба на улиците и нивно тековно одржување општината троши многу средства. Ние водевме вистинска војна со прекопите, преко прави водовод и канализација, во случај кога има дефект, преко прави ЕВН, кога треба да изврши некој приклучок, или ако има пукнат кабел, прекопи прават топлификација или БЕК, прекопи прават кабловските оператори. Со еден збор, многу предпријатија вршат прекопи. Ние сме единствена општина која што го запревме прекопувањето, но во исто време совеста ни е чиста, затоа што пред да извршиме реконструкција на било која улица, најмалку 6 до 9 месеца однапред ги известуваме сите овие предпријатија, доколку имаат било какви интервенции на тие улици, да ги направат, ако имаат потреба од реконструкција на водоводна мрежа, ако имаат потреба од реконструкција на кабли, ако имаат потреба да стават попречни цевки за да можат од една страна на друга страна да ја пренесат електричната енергија, а кабловските оператори најчесто сега веќе воспоставивме режим прво да пројдат кабловските оператори, па ја реконструираме осветлувањето, па после ги поправаме тротоарите. Најголеми проблеми имаме со водовод и канализација, кога ќе има некој дефект, доаѓаат и ја раскопуваат улицата, потоа ја враќаат земјата назад и се заминуваат, така останува 6 до 9 некојаш и година дена и мораме да интервенираме повеќе пати, да им се јавуваме, да правиме состаноци за да го асфалтираат тој дел, односно практично нова улица да ни ја направат крпена улица, што не е добро. Очигледно дека никој нам на општина Карпош не ни ја врши нашата работа, но ние како општина на многу од нив им ја вршиме нивната работа, што би требало нивниот менеджмент и нивните работници да си ја вршат својата работа.